Ај здраво на сите, добро дојдовте во ново видео. Може би некои 2 недели помина како што немаше видео. Меѓутоа, тоа време не помина така без веза, туку осмислував концепт на нови видеа што сакам да ги правам и што сакам да споделам со вас. И одлучив дека во новите видеа ќе направам еден концепт каде што повеќе ќе разговараме за посериозни теми. И така дојде ова прашање и оваа тема што денес ќе зборувам со вас. Како што може да прочитате по насловот како да станете најдобра верзија од себе пред 2026 година. И при тоа ова видео, што ќе го споделам со вас не е правено од вештачка интелигенција, туку ова е мое мислење, моje искуство, мој став. И тука си имам тетрадка запишано неколку работи што сакам да ви ги споделам и поради тоа имам и пенкало со мене. Да не го должам многу, ќе ви концепирам што сакам да ви објаснам и што сакам да ви споделам во ова видео. Прва една од работите што сакам да ги кажам, сега ќе се обратам на оние што немаат работа или што не работат и што не заработуваат. Првата подточка е за нив. Мора да најдете работа. Зошто? Први и основно, зашто ни требаат на сите пари, но на сите ни требаат финансии. И при тоа е многу поубаво кога си заработувате свој пари и одлучите каде сакате да ги потрошите. Отколку да зависите од некој, дали тоа, не знам, брат, сестра, роднини, пријатели, така натака. И при тоа, зашто е добро да за оние што не работат и треба да почнат да работат, од причина што градите контакти со луѓе. Колку повеќе луѓе познавате, колку повеќе контакти имате, толку подобро за вас. Може би малци, да не кажам, глупо да седнам сега јас да ви зборувам дека треба да најдете работа, меѓутоа според некои статистики што ги гледам тука во Македонија, голем број од македонците се невработени, не студираат и воопшто не сакаат ни да работат. Така да поради таа причина ви го зборувам ова. Сега, според мене, втора работа на која треба да се фокусирате покрај тоа кога ќе најдете работа или ќе почнете веќе да заработувате е физичката активност, односно да работите на своето физичко здравје. Сега дали ќе биде тоа теретана, дали ќе бидат некои боречки вештини, дали ќе биде некој друг спорт, не е битно и не се фокусирате на ова малце тука што ми е растурено. Кога идете во теретана често, нели, станувате константни, станувате дисциплинирани, на тој начин градите дисциплина. Сега, покрај тоа што градите дисциплина, со секој одење во теретана и со секое вежбање, вие градите ментална цврстина и градите ментална отпорност, извинете. Зашто тоа ви е потребно? Кога вие вежбате, сте во теретана, вие на телото создавате позитивен стрес. Поточно, телото работи под притисок. Сега, кога телото веќе долг период, долго време, нели, вежбате и работите под притисок, вие станувате многу потолерантни на стрес. Значи, утре во животот какви да имате проблеми и нервози, за оние што вежбаат, многу полесно ќе ги надминат или народски кажано многу полесно ќе ги жвакате сите тие ситуации отколку некој што не вежба и не е научен на константно да е под позитивен стрес и под притисок. Затоа една од главните работи после, нели, наоѓање работа и заработување е да почнете да одите во теретана. Значи да го градите своето тело. Сега покрај, нели, таа ментална цврстина и ментална отпорност што ќе изградите, нели, веќе телото и ќе ви изгледа поубаво, естетски ќе бидете поубави, така да меѓутоа нека не ви биде тоа примерна цел зидење во теретана за само естетски да изгледате поубаво, туку гледајте ги другите бенефити што ги добиете од вежбањето. Третата подточка што имам тука запишана е да правите повеќе грешки. Што сакам да кажам со правење на повеќе грешки? Што побрзо и што порано излезете од вашата комфорт зона и се соочите со вашите стравови, да кажам, или вашата непозната зона, толку вие побрзо ќе созреете и побрзо ќе се развивате
како личност во животот, што е еден од главните клучни елементи за достигнување на вашите цели во долг рок. Знам дека знам дека повеќето е проблем што не сакаат да пробат нешто ново, не сакаат да бидат почетници, не сакаат да прават грешки, не сакаат да излезат од својата комфорт зона, во својата комфорт зона се чувствуваат пријатно, се чувствуваат безбедно. Така да и знам дека никој не сака. Да, па апсолутно никој не сака да излега од својата комфорт зона. Меѓутоа, верувајте дека тоа е едно од работите што мора да ги направите доколку сакате да се изградите во една успешна личност. Мора да почнете што порано да правите грешки, што порано да излезете од својата комфорт зона и да се соочите со сите стравови што стојат пред вас. Така да излезете надвор, или еден мој другар што би кажал фрли се во оган. Фрлете се во оганот, не ви ја истото ќе го кажам. Бидете кринч, направите грешки, нека ви се смеат, небитно, меѓутоа надминете го тој процес, надминете ги тие фази. Колку порано почнете и колку побрзо излезете од својата комфорт зона, толку ќе биде подобро за вас. Четврта работа, што сакам да споделам со вас, само да запишам некои работи, што сакам да ги кажам да не ги заборам, е поставување на цел. Ова е едно и од најглавните, може да кажам, затоа и го ставив последно. Поставување на цел, едно од најприоритетните моменти што ќе ви требаат, нели, за да станете најдобра верзија од себе, мора да знаете секој сабајле зашто станувате. Мора да има нешто пред вас, да има некоја точка што сакате, што ја бркате и идете кон тоа. Мора да имате некоја визија за да гледате каде сакате да иде вашиот живот. Значи, кога зборам за поставување на цел, па сакам да бидам прецизен, не зборам за да бркате сега само пари и да гледате само убава кола да купите и така натака, туку зборувам поставување на цел, целосна визија за вашиот живот. Како сакате да изгледате, како сакате да се чувствувате, каде сакате да бидете, колку сакате да заработувате, што сакате да работите, каква кариера сакате да градите, дури каков партнер, партнерка сакате и така натака. Значи мора да имате мора да имате широка визија и да знаете точно што сакате. И после на тој начин ќе утврдите и ќе имате црно на бело што сакате да постигнете и каде сакате да бидете, тука веќе не иде поставување на правење на концепт и план како да стигнете до тоа. Така да, ако ги имплементирате сите овие 4 подточки што ви ги спомнав во вашиот живот, вашиот живот ќе прерасне на многу повисоко ниво и сепак ќе ги повторам. Уште еднаш ќе ви ги спомена, че првин, за тие што немаат работа и не заработуваат финансиски, прва работа што мора да се фокусирате да им биде приоритет е да најдат работа и да станат финансиски независни. Значи да не зависат од друг за нивните финанси. Втора работа е теретаната или некаков си спорт, ако не сакате да идете во теретана, најдете некаков спорт што вас ви се допаѓа и сакате да го усовршите. Трето, излезете од својата комфорт зона што побрзо и што порано. И четврто, поставување на цел и мисија. Сега зашто овие сите работи ви ги споменувам? Знаеме дека во денешно време е веќе доста актуелно психичкото здравје. Поточно дека голем број на млади се случува денеска да се во анксиозност, да се во некакви депресивни состојби, да се постојано во заглавени во својата глава и во своите мисли. Така да, знаете како, вие, поготово вие, не само вие, и јас, што сме оваа возраст, околу 20 на години, природно нашето тело, нели, создава повеќе енергија и сега ние таа енергија, доколку не ја канализираме во некои долгорочни и корисни цели за нас, таа енергија ќе се пренасочи во нешто некорисно, а тоа е анксиозноста и постојаното
анализирање на нашите мисли, што сето тоа доведува до крајна состојба на депресија. Затоа немојте да го живеете вашиот живот на автопилот, превземете одговорност, превземете иницијатива, бидете инвентивни, најдете која е вашата цел, најдете која е вашата мисија, најдете што сакате да бидете и што сакате да работите и поставете целосен план и структура како ќе стигнете до таму. На тој начин ќе доживеете и да кажам некоја благосостојба и ќе се чувствувате подобро и ќе бидете порасположени. Така да нешто повеќе немам тука што да додам, ова е така малце површински го кажав. Сега за секој од овие потточки има и малце повеќе детали. Меѓутоа ќе оставам тоа да го зборувам во наредните видеа. Гледам видеата да се пократки, да не бидат подолги, бидејќи колку е подолго видеото не се ни гледа толку. Така да затоа гледам да бидат пократки и попрецизни. И доколку ви се допаѓа ваков концепт на видеа и сакате да зборувам на вакви теми, слободно оставете лайк, споделете го во видео, коментирајте. И тајте вие некоја ваша идеја, доколку имате некое поразлично искуство и знаете нешто повеќе, или слободно напишете во коментар. Тоа што е до мене, јас ќе продолжам да создавам содржина што ќе влијае позитивно на вашиот живот. Не сакам само да има забава и смеење, сакам и малце нешто да има како да кажам, да има малци тежина самото видео, да не биде само циркус. Така да ви благодарам уште еднаш што ако го изгледавте ова видео до крај, не заборавете да се претплатите на каналот, да ставите subscribe и ќе се видиме во некој друго видео. Поздрав до сите!